за да ви кажам дека ние буџетот го гледаме не како што сакаме, како што рековте, туку го гледаме низ конкретни бројки, го гледаме преку реално сработеното, а не преку надежта дека ќе се сработи. Во делот образование, колешке, за вас дефинитивно најголем успех во образованието е учебната година да започне на време, па макар и без учебници. Сега ќе ви кажам како се работи. Основните и средните училишта ги презедовме со вкупен долг од над 13 милиони денари. Знаете ли колку е моменталниот долг на образовните институции во Охрид? 0. Зошто? Затоа што се работи посветено, одговорно и домакински. За прв пат образовните институции во Охрид ја започнаа учебната година без долгови. А при тоа, пазете добро, на сметките на 542 родители на деца од прво одделение се исплатени по 3000 денари финансиска поддршка. Се доделија ученички и студентски стипендии, како и стипендии за лица со посебни потреби и ретки болести. И овде ќе акцентирам, велам исплатени се, а не ќе се исплатат или предвидени се. Тоа е ваш начин на работа, односно не работа. И навистина немам време да кажам што се е направено во само една година, додека вие 6 години не можевте да го реконструирате само кровот на средното училиште Ванчо Питошевски, а инвентарот буквално стоеше фрлен во училишниот двор и оставен да скапува. И бидејќи немам време, ќе ви го поклонам отчетот од општина Охрид, за да видите и да учите како се работи. Еве ви го тука. Ги одбивте нашите амандмани под изговор дека општините биле надлежни за реализација на проектите. Сега ќе ви ги кажам вашите двојни аршини. Додека Охрид го очекува планот за управување со Охридското крајбрежје, кого треба да го донесе Агенцијата за просторно планирање и Министерството за транспорт и врски, истата агенција го изработи ГУПот за општина Крива Паланка и се пофаливте дека истиот бил финансиран од владата. И сега да ве прашам, зошто на Охрид требало сама да го донесе урбанистичко-планскиот документ, а за општина Крива Паланка истите ги изработи Агенцијата за просторно планирање, а ги финансирала владата? Доста си поигрувате со интелигенцијата на граѓаните, колешке. Охриѓани не забораваат. Охрид не смее да трпи како туристички центар за вашата неспособност. Затоа охриѓани ќе ве казнат и на предвремените парламентарни избори со двојно поголема казна од таа што ја добивте на локалните избори. Денот за одговорност е се поблиску. Ви благодарам.